Градоначалникот на Валандово Николче Чурлиновски бара владата да даде насоки како да се реши проблемот во југоистокот со рудниците. Чурлиновски потсети дека градоначалниците од југоисточниот плански регион побарале владата што поскоро да се изјасни за да знаат како да действуваат. Центарот за развој на југоисточниот плански регион пред 2 недели одржа состанок во Гевгелија на кој беа присутни сите 9 градоначалника и представникот од Струмица. При тоа, консензуално беше донесена одлука со која што се обраќаме до владата на Република Македонија и сите проблеми кои го зафатија југоисточниот плански регион околу издавање на концесии, околу геолошките испитувања во сите наши 10 општини, да се обратиме до владата на Република Македонија и сите надлежни министерства, Министерството за економија, Министерството за животна средина и Министерството за транспорт и врски, кој е одговорно за издавање на градежни дозволи, да се произнесат околу судбината на рудниците кои веќе се градат и треба да се отворат во нашиот регион. Првиот човек на Валандово добил одговор од владата дека проблемот е сложен и внимателно ќе го разгледуваат надлежните министерства. Испративме писмо и денеска по пошта добив предмет известување во кое што вели вака: почитувани, во врска со вашиот допис, доставен до канцеларијата на председателот на владата на Република Македонија, со кој доставувате заклучок во однос на концесии за истражување и експлоатација на минерални суровини на територијата на југоисточниот плански регион, а кој беше доставен на внимание и понатамошно постапување до генералниот секретар на владата на Република Македонија, ве известуваме дека имајќи во предвид содржината на предметниот допис, истиот го доставивме на надлежност и постапување на Министерство за животна средина и просторно планирање и Министерство за економија, со напомена согласно законските рокови да бидете известени за преземените действия. Од вчера тече рокот во кој градоначалникот на Валандово треба да ја потпише одлуката на мнозинството советници на Советот на општина Валандово за референдум.